Господе заменик министер, жалам што секогаш непопуларните работи вие сте присутни тука, а министерката за финансии само да се слика. Така беше со буџетот. Цело време вие бевте тука, од 5 дена 4 бевте тука, само првиот ден и то првите сати. Ова е класичен потег на владата во кој што ги одвреча странските инвестиции. Рамен данок имаше, па вие воведовте прогресивен данок и фалејќи се тука дека на тој начин ќе зајакните средната класа, богатите ќе плаќаат и така и така и така. Овдека знам во Борис Трајковски се вршеше јавна дебата, беа повикани експерти, поранешните министри Петар Гошев, Никола Поповски и другите, ама стварно јавна дебата како што треба, не како сега што сака да планират за изборниот законник да се соберат и како го крста јавната дебата, јавна вест ќе биде, не јавна дебата. Но беше таа стварно јавна дебата. Неполна година, значи за неполна година вие се враќате на старото решение, на рамниот данок. А ви укажува и коморите, и странските компании, и домашните комори, и Германската стопанска комора ви укажуваше дека е лошо решение и се одвраќат инвеститорите. Една работа која што странските инвеститори највише е ценат во една држава, а сите сакаме да дојдат големи компании да инвестираат овдека во Македонија, да се зголеми вработеноста. Тоа е две работи: правна и економска сигурност. Владење на правото и економска сигурност во земите кај што се инвестира. Како ќе им објасните на тие компании кои што си планирале? Тие не планираат буџет вака како вие што планирате. За месец дена пред буџетот да се донесе, вие тоаш го планирате буџетот и викате кој смета дај придајте на буџет. Јаките големи компании планираат за 10 години однапред. Сега како ќе планираат кога вие во овој законско решение пак воведувате правна несигурност и викате дека ова рамниот данок сега ќе важи ако одлагаме прогресивниот од 31 декември. И како са тие да планираат? Во 2023 година да планира со прогресивен данок? Значи немате системско решение и со овакви потези вие како што ги правите, само да докажам, со овакви грешки што ги правите, не само што не привлекувате странски инвеститори, дури и овие инвеститори странски што беа тука ги избркавте.